Се радувам што библиската pouка ме следи мене од некаде од Великден до средината на летото, проучувајќи го 11-та глава од посланието до евреите, проучувајќи го посланието до евреите, 11-та глава, тој период од Великден до некаде средината на летото зборував за Мојсей. Потоа почнавме со Исус Навин и со некои паузи, дури проучувањето за Исус Навин со се Рава, со се други настани од неговиот живот, тие дури фатија подолго од времето што го посветивме за Мојсей. И сега кога библиската pouка ова тромесечие, значи после моите предавања за Мојсей се посвети на Излез, на втората книга Мојсеева. Сега кога завршив со Исус Навин, новата библиска pouка ќе зборува за Исус Навин. Почнувајќи од следното тромесечие и поточно за 2 саботи ќе ја проучуваме првата лекција од неа, од ова место. И особено има многу убав наслов, сосем соодветен на оно што го проповедам цела година, поуки за верата. Значи, место лекции за верата, да не биде баш исто, поуки за верата од книгата на Исус Навин. Па, бидејќи ќе се проучува целата книга за Исус Навин, а ние не ја проучувавме целата, туку само она што Павле го споменува во посланието до евреите, во главата за верата, и малку повеќе од тоа. Сега во следното тромесечие очекувам да научиме многу или да се подсетиме на многу повеќе лекции за верата кои што се содржат во целата негова книга. Ние пак денес мора да продолжиме понатаму, значи да бегаме од библиската pouка понапред. И ќе го повикам да отвориме уште еднаш во посланието до евреите, 11-та глава. Каде што застанавме последен пат кај 31-иот стих. Случајот со блудницата Рава го проучивме на почеток, а потоа останатите примери од животот на Исус Навин и од неговата книга, но не сите, се разбира. И доаѓаме кај 32-иот стих, каде што апостолот тука малку подзастанува во сите примери за верата од Стариот Завет, како да се изнакажал или изнапишал многу, па сега чувствува потреба за пауза и во 32-иот стих поставува прашање: и што уште да кажам? Што уште да кажам? После сите овие примери на верата што ги наброја од Авела до блудницата Рава, до Исус Навин. И што уште да кажам? Има ли што да се каже уште на таа тема? И тоа колку многу уште може да се зборува на оваа тема. Но тој продолжува и вели: зашто не ќе имам доволно време да кажувам. И сега споменува само некои имиња како примери на верата. Зашто не ќе имам доволно време да кажувам за Гедеон, за Варак или Барак по еврејски, Самсон
и Јефтај. Кои биле овие? Што биле овие? Гедеон, Варак, Самсон и Јефтај. Судии. Судии. И по својата природа Исус Навин бил судија, не бил крал или цар, но Исус Навин е посебна книга, а сите негови наследници се опфатени во посебна книга, наречена книгата на судиите Израелови. И не само не завршуваат судиите со сите судии, значи Исус Навин и судиите од книгата на судиите, туку историски до кога траат судиите, кој бил последниот судија во Израел? Пророкот Самуил, благодарам, точно. Кој што дури, значи, тој не е опфатен со книгата на судиите, туку живее многу подоцна. Значи, може да речеме дека судиите се од Исус Навин до пророкот Самуил, значи и пред и после книгата на судиите. И тука и ги споменува во 32 стих, освен споменативе суди, вели за Давид и Самуил и другите пророци. Значи Самуила, последниот судија, го става во категорија на пророците, затоа што и бил пророк уште од мали нозе. Првото име, значи, што во 32 стих го споменува е Гедеон. Тоа ви е познато име, но што памтиме за него? Што памтиме за Гедеон? Да се подсетиме. Каде е запишана повеста за судијата Гедеон? Кој бил тој човек во древниот Израел? Ке отвориме во книгата на судиите, 6 глава. Видите, во Евреите 11 глава 32 стих, апостол Павле го спомена и Варак, иако тој хронолошки, Девора и Варак, хронолошки се пред Гедеона. Значи, пример, Девора и Варак се во 4 глава. Но, во 6 глава, бидејќи апостол Павле го спомена Гедеон прв, затоа и ние прво ќе преминеме на Гедеона и отвораме во книгата на судиите 6 глава. Јас би дал еден вовед, значи да видиме, ќе почнеме од првиот стих, да видиме кој е контекстот, општествениот контекст во кој што се наоѓале тогаш синовите Израелови, како што стои овдека. И првиот стих од 6 глава ни вели: а синовите Израелови сторија зло пред Господа. Зашто сме ние, луѓето, по природа способни за добро или за зло? Преку пророкот Еремија, Господ постави вакво прашање упатено до Божиот народ, до својот народ. Вели: може ли етиопјанецот, значи африканецот, да ја промени својата кожа, а рисот своите шари? Може ли? И потоа, тоа е само илустрација за да го постави суштинското. Можете ли и вие да правите добро, кога сте научени да правите зло? Што значи тоа? Злото не е во природа. Зошто тигарот има шари? Природа. Зошто некој има сини очи?
Природа. Зошто некој има црна кожа? Природа. И сега Господ со природата наша го поврзува нашето зло, нашата грешност. Значи, кога читаме како луѓето прават зло, како христијаните прават зло, како израелците правеле и прават зло, како други народи прават зло, тоа е природата. Што очекувате вие од луѓе? Што очекувате од човек? Ангел од небото? Господ? Во други луѓе гледаме Господ? И од други луѓе очекуваме тоа што само Господ може да ни го даде. Синовите Израелови сторија зло пред Господа, како и многу безброј пати пред тоа и после тоа. И заради тоа Господ ги предаде во раката на... За колку период? 7 години. Ајде вака. Како би било ова? А православните христијани сторија зло пред Господа и Господ ги предаде во рацете на турците османлии. Замислете. Тука имаме 7 години, 40 години. Добро, во Египет, но тоа е вкупниот период на живење во Египет. Самото робство е некаде 200 и кусур, 200 и кусур години. Но што ди кажува ова толку многу векови турско робство? Еднаш ја цитирав, 2008 година ја цитирав од ова место книгата, таа заврши кај брат Данил од дома, не знам сега кај се наоѓа, бидејќи он ми ја побара после тоа. Значи, книгата на Крсте Петков Мисерков за македонските работи. Во таа книга, цитирам, кај што он изјавува, тој таму изјавува некои други библиски работи, значи ги споменува Ноевите синови, Сим, Хам и Јафет во таа книга за македонските работи и како настануваат народите од овие тројца Ноеви синови. И, меѓу другото, заради турското робство, Крсте Петков Мисерков во таа книга вели дека турското робство не снајде. Зошто? Се сеќавате што он кажа? Затоа што не ја одржавме верата чиста. Колку библиски размислувал тој човек. И денес македонците го слават Крсте Петков Мисерков, а врска немаат од Библија. Илинден славиме, врска немаме од Библија. Великден, да не збориме сега другите работи. Божици, Великдени, а врска немаме од Библија. Со други зборови, дали сме подобри од израелците? Во никој случај. Добро, во ракцата на мадијанците за 7 години. Понатаму вториот стих вели раката на мидијаните, вели овој превод. Мадијанците. Како вели Константинов? Мадијанците вели? Нека биде мадијанци, ајде. Раката на мадијанците надвладеа над Израел и израеловите синови поради нив си правеа прибежишта во пештери и тврдини по горите. Видите какво искуство. Сакате вака? Ке не чека вакво нешто? Си правеа прибежишта во пештери и тврдини по горите. Научили сме на ваков живот?
Треба да се научиме на ваков живот, да се спремаме за ваков живот. Значи, не во таква пештера во каква што Данило престојуваше, како што ни кажа, некоја препарирана пештера за туристи, со сиот комфор во нив. Дали сме буквално спремни да живееме во пештера? Или како што има во некои филмови и серии, се руши авион на некој остров или не знам каде, на Андите, уđум некаде и сега треба да преживееш како мајмун. Нема само послуга, нема рамстор, има можеби и некоја дива зверка, че треба и кожичката да си ја сочуваш некако. Има некој друг што те демне за ручек, што гледа во тебе ручек. Спремни сме на таков живот? Во горите и во пештерите. Господ ветува дека тоа ќе биде кратко време, сите тие завршни прогонства ќе бидат кратко време, ама ќе мора да ги поминеме, не може ни само давде. Ако сум жив, се уште во ова тело, а сакам да му бидам верен на Бога, тоа ќе треба да поминам низ тоа. Третиот стих. И кога ќе посееше нешто Израел, ќе дојдеше Мадијанец или Амаликиец, ќе дојдеше Турчин, или жител од исток, турците од кај ни дојдоа, ќе нападнеше на него и стоеше кај нив во шаторите и ги уништуваше земните плодови дури во Газа. И Газа колко е актуелна. Уште пред Самсон. И до ден денес. Колко Библијата е актуелна. Газа тогаш, Газа сега. И не му оставаше за исхрана на Израел ниту овца, ниту вол, ниту магаре. Значи, кога Господ дозволува, рековме турско робство, секакви други робства, врз оној народ кој што себе си се есапи дека е Божи народ, дека е во правата вера, во правата слава, зашто кога Господ дозволува вакви работи, значи, од непријателство, муслиманите, робство, угнетување, особено од некоја нехристијанска, непријателска сила, што треба да му текне на Божиот народ, ако доживува вакви работи? Што треба да му текне? Зошто Господ го дозволил тоа? Точно. Меѓутоа, ако не читаш Библија, ако не ги читаме овие работи сега, од историјата на стариот Израел, ќе ни текне нешто? Нема да ни текне. Како на мајмунот што ќе му текне во зоолошка, одговор на прашањето, зошто се наоѓа зад решетки во зоолошка? Четврти стих. И стоеше кај нив во шаторите, значи Амаликиецот или Мадијанецот, непријателот, окупаторот, и ги уништуваше земните плодови дури до Газа, тоа го прочитахме, зашто тие доаѓаа со добитокот свој и со шаторите своји, доаѓаа во големо множество како скакулци. И што се муслимани? Ова наезда на муслиманите од сите векови и ден денес. Големо множество, скакулци. Тие и камилите нивни број нема. И одеа по земјата на Израел за да ја опустошуваат. И они го имаат тој проблем. Со многу бројни непријатели. Со многу бројни неверници. Истото. И гледате каква мака си има.
Многу осиромаши тогаш Израел од мадијанците и повикаа синовите Израелови кон Господ. А ние кон кого викаме? Овие барем се сетија на својот Господ. Седми стих, а кога синовите Израелови повикаа кон Господ против мадијанците, Господ испрати пророк кај Израеловите синови и тој им рече: Вака вели Господ Бог Израелов, јас ве изведов од Египет, ве изведов од домот на робството. Ве избавив од раката на египјаните и од раката на сите ваши угнетувачи. Ги истерав од пред вас и ви ја дадов земјата нивна. И им реков, и ви реков, односно на предците нивни, јас сум Господ Бог ваш, не ги почитувајте боговите на аморејците во чија земја живеете. Значи, што била причината на ова луто и тешко робство мадијанско во тоа време, макар за само 7 години, ги почнале да им се кланјат на аморејските, значи на паганските богови во земјата во која што живееле. И не се кажува кој е овој пророк, овој безимен пророк, што дошол и ги кажал овие зборови. Значи, прво пророкот што направил е да им ја каже причината зошто е ова. Зошто сте под вакво тешко и луто робство од невернички окупатори, од безбожни окупатори или окупатори со друга вера и така натаму. Зошто? Прво треба да ја разбереме причината. Кога ќе разбереме причината, тоа ќе не поведе кон покаяние, за да се покаеме. А дали Господ сега, зашто Господ сега не праќа пророци? Дали им пратил пророк на православните народи под турско робство да им каже зошто се под турско робство? Зошто бевте окупирани од овие, од оние? Зошто денес цела Европа е предмет, и не само Европа, на планирана инвазија на дивјаци од Африка и Азија и уништување на сите остатоци на христијанска култура во стариот континент? Дали Господ денес праќа пророци да им каже зошто е тоа така? Не, зошто? Затоа што тоа се наоѓа во Библијата, че треба да читаш Библија за да знаеш. Господ еднаш кажал. Еднаш кажал. Сето ова е запишано за наша поука. И од овдека може да разбереме. Не само за народи и истории на народи, туку и за нашиот приватен поединечен живот можеме да црпиме големи лекции од Божјата реч, дури и од овие старозаветни дамнешни примери. И така дојдовме до 11 стих, кој што вели: тогаш дојде ангелот Господов. Ама кој е овој? Наречен е ангел Господов. Зборот ангел има широко значење. Не самиот збор ангел не ја опишува природата на некое битие или суштество што е така наречено. Ангел значи вестник, гласник. Тогаш дојде ангелот Господов и седна во Офра под Дабот, кој му припаѓаше на Јоас од родот на Авиезер. А синот негов Гедеон чукаше жито на гумното, за да го сокрие од мадијанците. Мора да се снаоѓаат. Ако да сокриеме некаде жито, за да не ни го земат сето жито. Што направи сега овој така наречен ангел Господов?
И му се јави ангел од Господов и му рече: Господ е со тебе, мажу силен, силен мажу, храбри јуначе, Господа е со тебе. Овие зборови Гедеон ги сватил како подбив. Тој како на некоја денешна партиска марионета, да не споменувам имиња. Ке дојде некој и ке му се однесува како да е некој силен, суверен цар. Што нема врска. И Гедеон си ги сватил овие зборови како подбив. Господаре мој, каков мажу силен, овие се како згазени црви под робството на непријателот. Господаре мој, ако е Господ со нас, зошто не снајде сета оваа мака? И каде се сите негови чудеса за кои ни раскажуваа нашите татковци велејки, Господ не изведе од Египет. Сега Господ не остави и не предаде во рацете на мадијанците. Дали ова прашање се го поставуваме и ние денес? Читаме за толку многу чуда во античка историја, бидејќи Библијата зборува за античка историја. Сме слушали и за многу други чуда во поновата историја. Некои од нас имале некакви чуда и во денешниот живот, ама многу одамна. Дали сега имаме чуда, а ако немаме, зошто немаме? И Гедеон бил генерација која што слушала за Божите чуда, ослободувањето од Египет, Црвеното море, сето тоа, што е запишано во Мојсеевите книги, па и чудата во времето на Исус Навин, некои потазе чуда. Ама сега се прашувал човекот, зошто сега не снајде оваа мака, а Господ никаде го нема. И никаде ги нема неговите чуда. Господ не остави, не остави, дигна раце од нас. Дали така се чувствуваме ние често пати? Господ не остави и дигна раце од нас. И сега 14 стих ти кажува кој е овој ангел Господов што дошол да го посети Гедеона. Кој е тој? Тој е Синот Божи. Бидејќи 14 стих вели, тогаш Господ го погледна, види каква чест имал Гедеон. Господ му дошол на гости. Како на Авраам своевремено. Оној Господ што зборуваше со Мојсеја лице в лице во облакот. Тој му доаѓа на ова потиштено, разочарано, обесхрабрено суштество кое што стенка под робство и гледа единствената сила што ја има, гледа како да исчука некој жито, како што вели овде, и да го сокрие како резерва да не му го лапнат и тоа жито мадијанците. Господ лично го посетил, меѓутоа Гедеон тоа не го знае. Дали Гедеон знае кој е овој што го посетил? Тоа ќе видиме понатаму. Дали е можно Господ да те посети, а ти да немаш врска? Дека тоа бил тој. Дали е можно? Дали е можно да се случило тоа во вашиот живот до сега, во минатото? Господ те посетил, ти си мислил дека имаш работа со некоја циганка. Баш така реков, затоа што мене тоа ми се случи 2001 година. Ти мислиш дека имаш работа со филјан човек.
И јас не знам. Што беше таа? Ангел ли беше? Не знам. Малах, да. Вестник. Пратеник. Гласник. И она ми кажа работи што само ја ги знаев. И ми кажа иднина што ќе се случи. Да, иднина за таа година, 2001. Тогаш Господ го погледна и рече, што му рече? Оди со таа своја сила и спаси го Израел од раката на мадијанците. Јас те испраќам. Се видите предизвик. Добре дојде Митко. Божи благослов. Меѓутоа Гедеон не знам дека Господ му се обраќа, така? Кој ти се обраќа? Некој странец. Што мисли Гедеон? Со кого има работа? Некој непознат човек, некој странец. На изглед тоа е. И тој му вели, оди и спаси го Израел од раката на мадијанците, јас ќе те испраќам. Сега, да не ве буни ова 15 стих во преводов Господи, како, не Господи, а и Гедеон му се обраќа во смисол Господине, како и пред тоа, Господару мој. Тоа било начин на учтива комуникација со непознат човек. Ако средата непознат човек или како се обратите кај како му се обраќате? Господи, ако е жена, Господјо и така. Тоа е начинот на комуникацијата. Не знало дека има работа со Господ. Како ќе го спасам Израел? Ете и моето племе е најбедно во коленото Манасиево. И јас сум најмал во домот на мојот татко. Значи, бидејќи овој му вели, иди со таа твоја сила и спаси го Израел. Зошто па Господ му кажал вакви зборови? Што сакал со ова да испровоцира? Дали треба да се надеваме на својата сила? Не. Дури ако е голема, навидум голема. Проучивме во историјата на Исус Навин, тогаш кога се опуштиле, кога помислеле дека се посилни, кога го поцениле непријателот, тогаш грешеле, тогаш беа поразени. Тогаш кога се подпирале на Божјата сила, дури ако имале пред себе надмокен противник, тогаш победувале. Тоа е општата формула за сите лекции на верата од Стариот Завет. Навистина Гедеон признал дека со своја сила не може. Тој е и најмал, неговото племе е најмало, неговиот дом. Како може ја да го спасам целиот народ од мадијанците? Господ пак го охрабрува. Значи, пред тоа му рече само јас те испраќам. Добро, едно е да ме испратиш, но што сум ја способен? Дали сум ја способен тоа да го извршам? А сега му вели, јас ќе бидам со тебе и ти ќе ги поразиш мадијанците како да се еден човек. Сега, со каква цел се кажани овие зборови? Кај упатени на човек што веќе е доволно свесен за неговата слабост и неговата немок и неспособност самиот да изврши едно вакво големо дело, да го ослободи својот народ од стегата, од јаремот на непријателот. Видите, јас ќе бидам со тебе. И сега, што треба да предизвика кај него? И ти ќе ги поразиш турците како еден човек. Како да се они еден човек. Иако се милиарда, или кинезите да речеме, ќе ги поразиш како еден човек.
Јас те испраќам и јас ќе бидам со тебе за да тоа се случи. Што требало сега, веќе со вакви зборови, што требало да му текне до сега на Гедеон? Кој е овој сега? Значи, кој е овој што ми се обраќа? Со кого ја воопшто сум имал работа до сега? Со кого ја воопшто водам муабет до сега? Како би постапиле ние да бевме на место на Гедеон? Дали може да се замислиме? Значи, кога искрено би си ја анализирале својот карактер, своето однесување во слични ситуации, во различни ситуации, при искушенија, при неволји. Дали можеме искрено да си одговориме како би постапил јас да бев тука на местото на Гедеон? Значи, што тоа покажува? Несигурност. Значи, може да бидете убедени дека Господ навистина ви зборува, може да бидете убедени дека Господ ве охрабрува, кога треба да се соочите со некој проблем или искушение, и повторно да бидете несигурни. Сме го имале тоа во животот. Може да препознаеме ситуации во нашиот личен живот, кај што сме реагирале вака. Господи, верувам, ама ми фувка. Господи, верувам, ама не сум сигурен. Господи, верувам, ама не верувам. Сето тоа значи, Господе, верувам, ама не верувам. Дури не мора ништо да кажуваме. Од начинот како реагираме на искушение или на Божјо охрабрување против искушение, од начинот како реагираме покажуваме дали имаме вера или немаме. Во тој момент. Гедеон му рече, ако сум се здобил со милост пред тебе. Че Гедеон сваќа, значи ова е Господ. Ако сум се здобил со милост пред тебе, дај ми доказ дека ти говориш со мене. Овде може да речеме дека не е ништо грешно да се побара вакво нешто. Тебе ако ти се јави некое суштество вонземско, што ќе претпоставиш веднаш? Дека ангел од небото слегнал да ти говори или постои опцијата некој непријател во ангелски лик да сака да те измами? Дај ми доказ дека ти си Господе што говориш со мене, а не некој ѓавол што сака да ме излаже. Да. Имаме уште време? Колку време зборувам да се? Не оди си од тука, додека не дојдам кај тебе, да ти донесам дар свој и да ти го предадам. Тој рече, јас ќе останам додека се вратиш. Значи, нема случајно да ми исчезнеш во воздухот. Гедеон отиде и приготви козле, вели, и лебови пресни. Замислите, при сета таа немаштија. Жртвува цел јарец, го испекол, и лебови пресни, и една ефа брашно, сето ова многу време. Ова кажано во една реченица, ама колку време пресметете си. А за цело тоа време Господ го чека кај Давид. Месото го стави во кошница, чорбата ја налеа во грне и ги донесе кај него под Давид и му ги принесе. 20 стих. И ангелот, пак ангелот се вели, за Синот Божи.
Јаде како Јеховините сведоци не читаат, површно читаат. Не сваќаат од самата суштина на текстот. Кој е овој? Че овој, иако е наречен ангел, не е создадено суштество. И ангелот Божи му рече, земи го месото и погачата и стави ги на овој камен и чорбата историја. Тој така и направи. Зуби се, си направил јадење, ти вика историја. Како ќе реагираш? Видите какви ситни тука искушенија може да се случат. Сомнежи, што е па сега ова историја чорбата врз каменот. Тој така и направи. Ангелот Господов го протегна крајот на жезлот што беше во раката негова, го допре месото и лебовите и вивна оган од каменот и изгореа месото и лебовите. Значи, тие не му треба за да јаде. Не бил гладен. И воскреснатиот Христос не бил гладен, кога побарал нешто. Имате нешто за јадење? Зошто побарал? Ми се пријаде нешто? Или што е ова, мирисам нешто, имате риба печена нешто. Не, за да им докаже дека не е дух, дека е тело, месо и коски. Јас сум истиот Христос, што умре на крстот, што беше закопан во Јосифовиот гроб. Јас сум истиот, воскресение, месо и коски. Иако ново тело. Не вели месо и крв, туку месо и коски. Значи, новото тело барем има месо и коски. А што друго има или нема, не знаеме. Само знаеме дека апостол Павле вели дека месо и крв нема да го наследат Божиото царство. И кога ги изгоре, значи сета таа жртва на тој камен што служеше како олтар, ангелот Господов тогаш вели се сокри или исчезна од очите негови. И виде Гедеон дека тоа беше ангел Господов и рече Гедеон, помогни Господи Боже, зашто видов лице на ангел Господов. Што сакал сега да каже Гедеон? Знаете што се исплашил? Не се исплашил што видел создадено суштество. Се исплашил што го видел Господ. Значи, затоа што Господ, сите го памтеле она што Господ му го кажал на Мојсеја. Не може човек мене да ме види и да остане жив. И зашто Исаија така реагирал, иако во визија го видел Господа? Пропаднав, вели. Готово. Го видов, моите очи го видоа и јас шо сега? Тешко мене. Треба да умрам сега. Ке умрам, готово. И исто така реагира Гедеон. Значи, Гедеон сваќа дека го видел Господ, иако и тој го употребува изразот ангел Господов. Ама сега, ако си формалиста, како Јеховините сведоци, тоа нема да го сватиш, нема да ја сватиш суштината на кажаното и суштината на сето досега прочитано, туку ќе тврдеш и понатаму дека Исус е создадено суштество. Господ му рече, мир на тебе, не плаши се, нема да умреш. И Гедеон му изгради таму жртвеник на Господ и го нарече како Јахве Шалом. Значи, кој е Божиот син? Јахве Шалом, Господ на мирот. Тој стои и до денес во Офра, која им припаѓа на авиезерците, значи во времето кога била пишувана книгата на судиите. Тука ќе направиме пауза. Ако даде Господ живот и здравие, по светата вечера, значи за 2 недели, ќе продолжиме со Гедеон, со Судии 6 глава. Денешната проповед ќе се вика само Гедеон, а тие понатаму ќе добијат други наслови. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.